Наместо во мирна пензија со полн работен стаж, двајца работници од Пехчево во последните години од својот работен век остануваат без работи и примања, па одат од институција до институција за да си ги најдат своите работнички права. 60 годишниот Димитар е само еден од 70-тината работници кои не можат да си ги добијат двете заостанати плати од газдите, а сега по 38 години работен стаж добива и отказ од фирмата. Имаме примања неплатени, колективно осигурање, материјали, сад ове работиме една година, не ни плати ништо. Продаде опон на друг фирмата. Подпишаваме листове празни. Не знаеме што подпишуваме. Празни листове, имахме 2,5 плати имаме за зимање, платите не ни даде. И сега јас оти попитах да ни дадат на сите платите, кога ќе ни дава, ме падат од работа. Приказната на Ванчо, кој има 30 години работен стаж, има друг тек. Тој ја тужил фирмата, добил на суд, но сега нема од каде да ги наплати своите побарувања. 2,5 плати немам земено, доприноси исто. 3 месеца немам земено, отпремнина имам за зимање за 6 плати, плюс одих на суд, добих судски и дадено е на извршител. Извршител вика нема пари од дека да земеме и сега само собирам папири од судот. Разочараните поранешни работници во лавиринтот на бирократијата не знаат кој од институциите ги штити нивните права. Председател на трудова инспекција вика суди го приватно, ние си немаме ништо. Немаме папир, немаме ништо. Пријави го суди го приватно. А судијата вика имаш ли папир? Нема. На основу што да го судиме ние? Извршителите вика не судете, нема од кој да терате пари. А фирмата постои, директорите понарешни постојат, како нема од кој да се платите земат. Станува ли збор за фрапантно кршење на работничките права и за неми институции и кој денес ги штити работничките права? Од синдикатот велат, работниците грешат кога подпишуваат празни листови, потврдуваат дека во голем број фирми се кршат правата на работниците, но синдикатот пружа бесплатна правна помош само на своите члени.